Третманот со соодветен препарат на природна база се покажа како еден од ефикасните начини за спречување на горењето на градската депонија кај селото Бели, со што се намалува и загадувањето на воздухот. Станува збор за течен раствор на основа на екстракт од два вида морски алги. Со него се оневозможува само запалувањето на метанот, што настанува како резултат на распаѓањето на органски материи во отпадот на депонијата. Комуналното предпријатие Водовод веќе го објави јавниот повик за избор на фирма што ќе го испорача препаратот. При тоа планирано е да се набават 1400 литри, а исто така од давателот на услугата се бара да обезбеди и рамнење на теренот на депонијата со градежна машина, за што се предвидени 50 работни часови. Според проценката на вредноста на набавката, а и од досегашното искуство, се планира за оваа намена да се потрошат над 1.800.000 денари. Третманот ќе се реализира четврта година поред, откако во претходните 3 тој ги даде очекуваните резултати. Рокот на тендерската постапка за набавка на препаратот е до 7 јуни, пошто би требало до крајот на месецот да биде избрана и фирмата добавувач со која ќе се склучи договор, според кој во период од 3 дена по нарачката треба да бидат испорачани првите количини од препаратот. Според техничката спецификација, планираните количини се ориентациони и комуналното предпријатие Водовод нема обврска да ги нарача сите, односно ќе се користи според потребите на терен. Истовремено, комуналното предпријатие ја презема обврската на фирмата што ќе го врши третирањето да ја обезбедува цистерна со вода. Општина Зрновци и Доброволното противпожарно друштво од Кочани склучија договор за соработка, со што пожарникарите волонтери го прошируваат опфатот на своето дејствување и на територијата на оваа локална самоуправа. Меморандумот со кој се официјализира соработката го подпишаа градоначалникот на Зрновци Борчо Коцев и председателот на Доброволното противпожарно друштво Златко Илиев. Ангажманот на пожарникарите ќе биде во рамки на превентивното дејствување, но и за интервенции при пожари и друг вид природни катастрофи и несреќи. Според градоначалникот Коцев, направен е позитивен чекор во обезбедувањето соодветна противпожарна и друга заштита, особено пред престојниот летен период. Соработката ќе се фокусира во делот на подготовка и имплементација на програма за превентивна и директна заштита при несакани елементарни непогоди, односно пожари, поплави, ерозии, земјотреси и слично. Знаеме дека наидуваме веќе во еден топол бран, односно пред нас престои лето, каде што многу често знае од мало невнимание да избуни пожар, како што беше впрочем и ланската година во градот Кочани и пола источна Македонија која што беше запатена. Ние ќе се фокусираме периодот на преземање на превентивни мерки, едукација на населението и слични активности. Општина Зрновци нема во локалната самоуправа екипа на противпожарно. Соработката ја извршуваме со противпожарната екипа на општина Кочани. Освен со општина Зрновци, Доброволното противпожарно друштво веќе подпиша меморандуми за соработка со општините Кочани, Виница и Македонска Каменица, со што постепено го комплетира делокругот на своето дејствување во источниот регион. Друштвото има 50 на доброволци, од кои со соодветна стручна обука веќе се стекнаа 26 лица. Тие веќе излегуваат на терен и помагаат во интервенциите. Седниците на Советот на општина Виница во иднина ќе можат да се следат и во живо со видео пренос преку платформите на интернет. Овој новитет е овозможен со донацијата што за Виничката локална самоуправа ја обезбеди амбасадата на Кина во Македонија. Донираната опрема во вредност од околу 200.000 денари се состои од 2 видеокамери, микрофони, видео и аудио миксер, лаптоп компјутер и други помошни уреди што се неопходни за реализација на емитување на седниците во живо. Поддршката од кинеската амбасада беше договорена при посетата на амбасадорот Џанг Џуо, кој во Виница дојде во почетокот на март годинава. Опремата веќе е доставена до локалната самоуправа на Виница, а во изминатите денови беше завршена и обуката за едно лице кое што ќе ракува со неа.
Општина Виница досега беше една од ретките во државата чии седници не можеа да се проследат во директен видеопренос. Граѓаните најчесто се информираа преку медиумите или од веб страницата на локалната самоуправа. Уште при самото конституирање на сегашниот состав на Советот беше побарано да се обезбедат услови седниците да се снимаат и пренесуваат во живо. Тоа беше и една од заложбите за поголема транспарентност и отчетност пред јавноста за работењето на локалната самоуправа. Локалната самоуправа на Зрновци почна со конкретни активности на терен со кои жителите на Мородвис конечно ќе добијат нормално водоснабдување. Решавањето на повеќе деценискиот проблем за сите домакинства во ова населено место е еден од приоритетите што општината ги има во плановите за оваа година. Со механизација веќе е пробиен и уреден соодветен пристапен пат покрај коритото на Морошка река. Со тоа општината почнува со градежни зафати и активности кои ќе обезбедат постојано водоснабдување со хемиско-бактериолошки третирања до комплетно реализирање на проектот за изградба на каптажа на Морошка река. Предходно, општина Зрновци ја почна подготовката на документацијата за изградба на каптажата за водоводната мрежа за Мородвис. Презедена е обврска проектот да се реализира со општински буџетски средства, а во понатамошните активности на реализација да учествува и комуналното претпријатие Водна кула. Жителите на Мородвис со години имаат проблеми со водоснабдувањето, особено во летниот период. Поради тоа, редовно упатуваа барања до локалната власт да најде соодветно решение. Редовна акција за крводарување се одржа во просториите на Општинскиот Црвен крст во Кочани. Акцијата е дел од годишниот план за крводарителство за 2022 година. Одзивот на хуманите граѓани беше солиден и до 14 часот собрани се 32 единици крв. Тоа е добар знак дека успешно ќе може да се исполнат планираните количини во рамки на планот за оваа година. Акцијата се реализираше во соработка со Институтот за трансфузиона медицина. Собраните крвни единици вообичаено ќе се транспортираат во институтот, а оттаму по потреба до сите клиники каде што за изведување оперативни зафати има потреба од крв и крвни продукти.